Добар ден, драги ученици! Повторно имаме час по природни науки на кој што ќе обработиме нова наставна содржина. Насловот на новата наставна содржина која што ќе обработиме денес е взаемни односи во конкретни екосистеми. Што ќе научиме на овој час? Ќе научиме и ќе ги разбереме поимите биотоп, единка, популација, биоценоза и екосистем. Ќе можеме да набројуваме примери за секој од горе наведените поими и ќе се приспособиме да идентификуваме и препознаваме взаемни односи во конкретни екосистеми. За да можеме да ја реализираме оваа наставна содржина, ќе ни биде потребен одреден материјал, односно на вас ќе ви биде потребно тетрадка и прибор за пишување. Во текот на моето излагање ќе ви давам задачи. Штом ќе ви ја дадам задачата, можете слободно да го паузирате видеото, да ја завршите задачата и по завршувањето на задачата да продолжите понатаму со гледањето на видеото. Доколку го подготвивте приборот кој што ви е потребен за реализација на наставната содржина, можеме да продолжиме понатаму. Пред да се запознаеме со поимите кои што ги споменавме пред малку, најпрвен да се потсетиме на она што веќе го знаеме. Знаеме дека живите организми не живеат сами во својот простор за живење или во своето живеалиште. Знаеме дека тие живеат заедно со другите живи организми и постојано имаат контакти, односно поставуваат некои односи меѓу нив. Исто така, врз животот на живите организми во дадено живеалиште влијаат и надворешните еколошки фактори, како што се врнежите или влагата, понатаму осветленоста, температурата, почвата и така натаму. И во тој простор, живите организми ги извршуваат своите животни функции. Рековме дека во природата постои единство како меѓу живите организми, така и меѓу живите организми и нивното живеалиште. Значи, тие се поврзани едни меѓу други. Живата природа е организирана на различни нивоа и се поврзани преку различни взаемни односи. Нивоата на организација на живите организми се единка, популација, биоценоза, биотоп и екосистем. Вака набројаните овие поими можеби ви изгледаат чудно и страшно, меѓутоа со постепено откривање на значењето на истите ќе видите дека нема да имате никаков проблем во совладувањето на овие нови поими за вас. Затоа да започнеме од наједноставниот единка и ќе завршиме со најсложената организација или највисокото ниво на организација во живата природа, а тоа е екосистем. Па да започнем. Единка е представник на одреден вид животно или растение. Пример, зајакот е представник на сите зајаци. Качунката е представник на сите качунки. Срната е представник на сите срни. Односно буката е представник на сите буки. Волкот е представник на сите волци. Значи, единка е представник на одреден вид животно или растение. Можеме да набројуваме уште многу други единки. Ајде вие во тетратката за училишна работа напишете единка и набројте барем 5 единки на кои што можете да се сетите вие. Сигурно веќе имате запишано куче, маче, глушец, лале, зумбул и многу други. Доколку ја завршивте задачата, можеме да продолжиме понатаму, да го видиме следното ниво на организација на живите организми. Следното ниво на организација е популација. Популација е група од единки од ист вид кои што живеат на ист простор. Значи, претходно рековме дека качунката беше единка. Една од овие качунки представува единка. Сите качунки кои што живеат на оваа планина ја представуваат популацијата на качунки на оваа планина. Пред малку рековме дека еден волк е единка. Сите волци кои што живеат во шумата ја представуваат популацијата на волци во шумата. Срната рековме како сама е единка. Сите срни кои што живеат во одредена шума ја представуваат популацијата на срни во таа шума. Буката претходно рековме дека е единка, меѓутоа тука гледаме многу буки кои што живеат во една шума. Сите буки кои што живеат во шумата ја представуваат популацијата на буки во шумата. И зајакот
Пред малку рековме дека еден зајак е единка, а сите зајаци кои што живеат во шумата ја представуваат популацијата на зајаци во одредена шума. Значи, популација е група од единки од ист вид кои што живеат на ист простор. Помеѓу единките од ист вид кои што живеат на ист простор или популација постојат взаемни односи. Вие знаете дека зајаците кои што живеат во шумата, например да речеме, се исхрануваат со истата храна. Понатаму, значи, зафаќаат ист простор на кој што живеат, меѓу себе комуницираат на некој свој начин, се размножуваат, растат, се развиваат и така натаму. Значи, ова е популација. Сигурна сум дека сега вие можете да наброите барем 5 популации на живи организми кои што живеат на одреден простор. Ајде, извадете ги тетратките за училишна работа, запишете популација и набројте барем 5 популации на кои што можете да се сетите. Ако пред малку напишавте единка маче, популација ќе биде сите мачења кои што живеат во вашата улица. Понатаму, ако напишавте куче, како единка, популација ќе биде сите кучиња кои што живеат во вашата улица. Ако предходно сте напишале пчела, популација ќе биде сите пчели кои што живеат во еден овоштарник. Доколку ја завршивте задачата, можеме да продолжиме понатаму. Повисоко ниво на организација е биоценозата или животната заедница. Што значи тоа? На оваа фотографија ни е прикажано едно живеалиште. Меѓутоа, во тоа живеалиште забележуваме дека еден жив организам не живее сам. Односно, ниту една единка не е сама, туку заедно со неа се наоѓаат уште голем број на други единки. Значи имаме лисица, желка, друга желка, гуштер, жаби, капини, боровинки, птици и растенија разни, ете јагоди, значи имаме најразновидни растенија и животни. Сите живи организми кои што живеат на одреден простор ја формираат животната заедница или биоценозата. Значи, ако зборуваме за шумата, пред малку рековме дека една од единките кои што живее во шумата е зајакот, дека сите зајаци кои што живеат во шумата ја формираат популацијата на зајаци во таа шума, меѓутоа зајаците не живеат овде сами. Во шумата живеат и волците, и лисиците, и птици разновидни, и желки, и гуштери, и змии, и жаби, капини, малини, дабови, буки и уште голем број на други растенија и животни. Значи, сите растенија и животни кои што живеат во шумата ја формираат биоценозата на шумата. Да повторим. Биоценоза е животна заедница и е заедница на сите популации кои живеат на даден простор. Следува една задача која што ќе треба вие да ја сработите во вашата тетрадка за училишна работа. На овој слайд ви се дадени 3 слики на кои што се покажани различни животни заедници. Што треба да направите вие? Во вашата тетрадка треба да напишете барем по 5 животни и растенија или живи организми кои што представуваат дел од биоценозата на секоја од овие слики. Значи, извадете ги тетрадките и за секоја од овие слики запишете барем по 5 живи организми кои што живеат во биоценоза. Доколку ја завршивте задачата, можеме да продолжиме понатаму. Во оваа табела ви се дадени можни одговори. Слика 3, на која што ни беше представено морето, можете да забележите дека имаше делфин, морска желка, риби, корали, школки, октопод, морска звезда. На слика 2 имавме верверица, гуска, елен, пеперутка, волк, бука, гуштер, малина, инсект. На слика 1 имавме кактус, зајак, орел, сокол, пустинска лисица, змија, гуштер, желка, мравки. Значи, сите овие живи организми ја представуваат биоценозата на слика 3. Сите овие живи организми ја представуваат биоценозата на слика 2 и сите овие живи организми ја представуваат биоценозата на слика 1. Токолку
на секоја слика имаш барем 5 точно напишани живи организми, тоа значи дека задачата ти е добро сработена. Доколку провери дали задачата ти е точно сработена и ги поправи грешките, можеме да продолжиме понатаму. Просторот каде што живеат животните или растенијата се нарекува биотоп. Пример, кората од дрвото е биотоп, планината е биотоп, морското дно е биотоп, речен брег, дрво, пустинска дина, езерски брег, морски брег, речно дно, езерско дно и многу други простори каде што може да се сретнат живите организми. Значи да повториме уште еднаш. Биотоп е просторот каде што живеат животните или растенијата. Да ја погледнеме оваа фотографија. На оваа фотографија ни е прикажан просторот во кој што живеат живите организми. Ова е значи една речна долина и забележуваме дека реката заедно со почвата и ридот кој што се наоѓа до неа го формираат биотопот, односно местото каде што живеат живите организми. Сите живи организми кои што живеат на овој простор ја формираат биоценозата. Биотопот и биоценозата заедно го формираат екосистем. Значи, биотоп е просторот каде што живеат живите организми, биоценозата се сите живи организми кои што живеат на даден простор, биотопот и биоценозата заедно го сочинуваат екосистемот. Сите живи организми, биоценози, сите неживи услови, температура, влажност, осетливост, почва во еден биотоп, односите кои владеат меѓу живите организми представуваат екосистем. Значи, сите живи организми, биоценозата, сите неживи услови кои што владеат во биотопот, односно влагата или врнежите или водата, температурата, осветленоста, почвата, односите кои што владеат меѓу живите организми представуваат екосистем. Екосистемите можат да бидат различни по големина. Па така, мој екосистем може да биде бара, грмушка, река, езеро, пустина, корален гребен, океан, шума, прашума или џунгла, поларен екосистем. И уште еднаш да повторим. Значи екосистемот е збир од биотопот заедно со сите фактори, односно еколошки услови од нежива природа, биоценозата, односно сите живи организми и односите кои што владеат меѓу нив. Значи, збирот од биотопот и неживите услови и биоценозата, односно живите организми и условите односно односите кои што владеат меѓу нив, го формираат екосистемот. Во празните повторно, значи се извинувам, повторно имам една задача во вас. Вашата задача е во празните полиња да напишеш екосистем, биотоп или биоценоза. Погледнете ја фотографијата која што ви е дадена и во соодветните полиња запишете екосистем, биотоп или биоценоза. Доколку ја завршивте задачата, да провериме дали точно е запишано. Значи, биотоп е просторот во кој што живеат живите организми со сите еколошки фактори од нежива природа кои што владеат тука. Биоценозата се живите организми заедно со сите односи кои што владеат меѓу нив, заедно го формираат екосистемот. Се надевам дека ја разбравте денешната наставна содржина и дека научивме нешто ново и дека поимите кои што ги споменавме на почетокот веќе не ви се толку тешки и нејасни и не ви се далечни. За да проверите дали вашите знаења се совладани, односно дали новата наставна содржина ви е совладана,
За домашна работа треба да направите модел на екосистем по твој избор. Можете да нацртате екосистем, без разлика дали станува тоа збор за пустински екосистем, за поларен екосистем, шумски, езерски, морски екосистем, значи небитно воопшто, изборот е ваш, ги изберете екосистем, ќе го нацртате и потоа ќе објасните што представува биотоп, што представува биоценоза во тој екосистем и какви услови, односно односи владеат во тој екосистем. Благодарам.